Во ред ви благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во СДСМ владае колективна амнезија. Забораваат што ветуваат, а на денот кога треба да се исполни ветувањето, се соопштува нова лага со нов датум на исполнување. Второто полугодие за учениците започна без учебници, иако ја уверуваа македонската јавност дека книги ќе има. Милионски суми на пари се потрошија за наводна набавка на учебници, а сепак, втора година поред, учениците се без наставни материјали. Нашиот образовен систем редовно е заробен и 5 години уназаден со СДСМ. Тие нивни големи идеи со кои се ветуваа едноставни решенија станаа извор на сите проблеми. Минатата година, школската година, започна со 1 месец за доцнување. И тогаш, и сега учебници нема. Па стигнаа годинава некакви материјали за учење од 100 страници. Се израдуваа и на тие малку учебници кои стигнаа, но беа полни со грешки. Таа нивна голема идеја за дигитализација на образованието никако да се реализира. Наскоро ќе дојде и време кога учениците ќе треба да ги подигнат своите свидетелства, а голема е веројатноста тие истите свидетелства да не ги подигнат и се уште да немаат учебници. Електронскиот дневник не функционираше. Испитите не се одржаа, ниту тој за приправниците, ниту испитот за директорите. Останаа малите и бедни плати за наставниците, иако власта се обидуваше да купи социјален мир и го убедуваше наставниот кадар дека зголемување на платите ќе има. Се случуваше и штрајк од професорите на универзитетите поради истите причини. Почитувани граѓани, СДСМ без никаков срам од ваквите состојби кои што се секојдневие во образованието се дрзнува да продолжи со своите лаги и со потценување на народот. Ветуваат капитални инвестиции во образованието, додека учениците немаат основни средства за следење на наставата. Дали за СДСМ капитални инвестиции значи предметот работа со компјутери да се одвива на лист хартија? Или можеби капитални инвестиции се двете универзитетски згради во кругот на УКИМ кои пропаѓаат, или пак студентските домови кои се распаѓаат? Ќе понесе ли некој одговорност за уште една изгубена година на учениците? Ќе понесе ли некој одговорност за набавката од половина милион евра за печатење на скрипти со еднократна употреба? СДСМ треба да знаат дека нема едноставни решенија и нема магични стапчиња за решавање на проблемите. Потребно е знаење, потребно е работа и честност, наспроти, некадарност, неспособност и незаконско работење. Профитирањето на грбот на најмладите, врз учениците и наставниот кадар е најсилниот доказ дека Социјалдемократскиот сојуз се грижи само за сопствената заработка, а резултатот е уништено образование. Време е за промени, а потоа и за одговорност. Ви благодарам.